Драги другарчиња, добар ден. Јас сум учителка Адријана од градинката 13 ноември од општина Центар. Ве поздравувам сите вас што ме следите сега, а голем поздрав им праќам на моите бубамари кои што многу ми недостасуваат. Се надевам дека за брзо време повторно ќе се видиме, ќе другаруваме и ќе учиме за многу работи. Јас за вас подготвив интересни работи за денеска, но најпрвин би сакала да ве прашам кое годишно време е сега. Ајде да размислиме. Токму така, другарчиња, сега е пролет. Пролета е најубавото годишно време. Пролет е времето кога целата природа се буди. Се е зелено, шарено, разнолико и весело. Се будат птиците, се будат цветињата, инсектите. Развигорчето со својата мелодија ги гали гранките на дрвјата, а пак сонцето тоа ги довикува сите птици да се вратат повторно во своите гнезда и да ја запеат прекрасната песна. Дечиња, ајде да се потсетиме на птиците преселници. Тоа е штркот, славејчето и ластовичката. Штркот е голема бела птица. Славејчето е жолтеникава птица, а ластовичката е птица со црна боја. За вас подготвив една гатанка, кое што гласи вака. Има дол клун и врат, в пролет дома долетува, јаде жаби од барата и во гнездо си слетува. Ајде да погодиме што е тоа. Така, другарчиња, тоа е штрк, една од најомилените птици кај децата. Штркот е голема птица, некаде околу 1 метар. Неговата тежина е од 3 до 4 килограми. Штркот има долг и тенок врат, долги и тенки нозе, со кои оди достоинствено и гордо. Телото му е обложено со бели и црни пердуви. Штркот живее во гнездо, кое што си го прави сам, и гнездото му трае од 2 до 3 години. Потоа пак си го обновува. Неговото гнездо се наоѓа на куќите, на крововите, на оджаците, може да се најде на бандерите и така. Штркот, деца, е најубава голема бела птица. Но тој не испушта глас. Тој испушта само едно штракање што го произведува со горниот и долниот дел на клунот. Се храни со жаби, инсекти и разни животинки. Живее дури до 30 години. Штрковите спијат додека летаат. Дали тоа сте го знаеле до сега? Штрковите спијат додека летаат, така што си ја ставаат главата под крилото и 10 до 15 минути можат да одспијат. Тоа е доволно време за повторно да си ја добијат силата и да продолжат да летаат со другите штркови. Штрковите летаат во големи јата. Јас денеска за вас подготвив една интересна приказна која што се вика Гнездото на штрковите. Во оваа приказна ќе зборуваме за двајца штркови кои што многу се сакале. Штрчко бил прекрасен млад штрк кој што целата своја година ја поминал во Африка, но дојшло времето за враќање. Штрчко нетрпеливо се подготвувал за пат, но едно нешто многу тешко му доаѓало. Тоа било неговата разделба со Штрчка. Таа деца му била сакана, кое што по цел ден си биле заедно. И така еднаш Штрчко и кажал: "Штрк, штрк", штркаше Штрчко со својот дол клун. "Морам да заминам во родниот крај, да го побарам нашето гнездо", и рекол Штрчко на Штрчка. "Немој да си тажна." "Не, никако нема да бидам тажна." "Нема да тагувам. Оди и најди го најубавото наше гнездо."
И така деца Штрчка се доближила до клунот на Штрчко и му посакала добар пат. Штрчко се подготвил за долгиот лет, но додека летал со своите другарчиња, на Штркот Штрле му кажал: "Јас повеќе не можам да летам, морам малку да одспијам." "Него, како да одспијам тука во оваа височина?" И Штркот Штрле почнал да се смее. "Не грижи се, другар, нема ништо да ти се случи. Ќе ти покажам како спијат штрковите в лед. Дојди во средината на јатото и ние ќе внимаваме на тебе." Така Штрчко го послушал Штркот Штрле. Си ја подвиткал својата глава во крилото и вратот и одморил неколку 15 минути. Тоа му било доволно време за да си ја собере силата и повторно да продолжи да лета. По извесно време штрковите стигнале во родното место. Штрчко бил многу радосен, почнал да собира гранки, но успат си каснал и некое жапче и некој инсект од барата, но му се случило нешто многу тажно. Почнало да му врне дожд и тој се разочарал дека нема да го направи своето гнездо, бидејќи тој за да ја израдува својата Штрчка, сакал да направи ново гнездо, не да оди во старото гнездо. И многу уморен од патот и изнервиран од времето, Штрчко заспал. Одредента го разбудила една прекрасна гледка. Сонцето силно светело така што ги растргало облаците и дождот. По некое време Штрчко го направил своето гнездо и ја видел Штрчка, која долетала до него и го доближила незиниот клун до неговиот. Многу била радосна и среќна. "Навистина ти благодарам, Штрчко, за гнездово, прекрасно е." А под гнездото доле и се радувале дечињата кои што гласно викале: "Дојде пролета, се вратија и штрковите." Ова беше приказната што ви ја подготвив за вас. Во неја, другарчиња, зборувавме за двајца штркови кои што многу се сакале. Така Штрчко отишол во родниот крај, направил ново гнездо и ја пречекал Штрчка во него. Сега, другарчиња, јас ќе ви дадам на вас една ликовна игра. За оваа ликовна активност на вас ви се потребни 2 козметички тампона, фломастер, лепак, хартија во боја портокалова и црна. Двете овие тампончиња ќе ги залепиме на лист хартија, со фломастерот ќе го нацртаме вратот, нозете и окцето на Штркот. Потоа, од портокаловата хартија ќе исечеме клунче, а од црната хартија крило за Штркот. И на тој начин ќе добиеме прекрасен Штрк. И друго можеме да направиме. На лист да нацртаме Штрк и потоа да земеме темперна боја бела и црна. Целиот Штрк да го обоиме, а можеме да го печатиме со вашето прсте, а на крилцето да му ставиме и малку црно. На тој начин ќе добиеме исто така прекрасен Штрк. Тоа беше, другарчиња, се што ви подготвив од моја страна. Се надевам дека повторно ќе се видиме во некоја друга прилика. Довидување.